Почитуван генерален секретар на Црвениот крст Саид Саити, почитуван председателя на Црвениот крст, почитувани волонтери и членови на Црвениот крст, стручни служби, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Црвениот крст на Република Северна Македонија веќе 76 години ја извршува својата највисока хуманитарна мисија низ масовни волонтерски акции. Илјадници волонтери низ сите овие години наназад и ден денеска со своите посветени и хумани активности обезбедуваат почит и достоинство за секој човек во неволја, а особено во случаи на несреќи и катастрофи, ги промовираат и афирмираат хуманите вредности и доброволно делување. Денес, Црвениот крст на Северна Македонија, со целото свое искуство, организираност и волонтерска база, низ целата држава, со преку 500 волонтери и мобилни тимови учествува во справување со заканите од COVID-19 уште од почетокот на пандемијата. Во оваа наша борба за совладување на здравствената криза со пандемијата, тие се во првите редови, заедно со лекарите и целиот медицински и друг помошен персонал во болниците, припадниците на МВР, нашите граѓани во униформа и цивилниот персонал на армијата. Волонтерите на Црвениот крст беа тука веднаш до спасувачите од Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, до пожарникарите, полицајците и војниците за време на големите пожари во нашата земја во текот на месец август. Но нивната посветеност не е само за време на катастрофи. Тие се постојано на терен и им помагаат на бездомниците, социјално загрозените семејства, како и на граѓаните на кои им е потребна помош. Ги знаете, ги гледаме секој ден волонтерите на Црвениот крст по пунктовите за вакцинирање. Заради сите овие причини и заради улогата на Црвениот крст во нашето секојдневие, денеска објавуваме дека соработката на владата со Црвениот крст ја креваме на следно повисоко ниво. Владата на Република Северна Македонија го прифати предлогот на оваа хуманитарна организација за воспоставување долгорочно одржливо партнерство со владата, за да се мобилизираат севкупните капацитети во државата преку континуирано обезбедување на стокови резерви, на хуманитарна помош која би била достапна за итно делување при вонредни состојби. За таа цел потпишавме програма за соработка помеѓу Црвениот крст на Република Северна Македонија и владата за обезбедување стокови резерви за делување при итни состојби. Со тоа ќе се обезбедат соодветни стокови резерви и логистичка подршка за хуманитарна помош. Обезбедени се инструменти за мобилизирање на финансиски средства кои ќе се издвојуваат на годишна основа за действување во случаи на итни состојби и катастрофи. Хуманитарната помош ќе биде наменета за помош на ранливо население, погодено од катастрофа или итна состојба. Стоковите резерви ќе се обезбедуваат со посебни средства од владата, кои ќе се користат за обезбедување одредена количина на хуманитарна помош, која во секое време ќе биде достапна за граѓаните, погодени во случаи на елементарни катастрофи и кризни состојби. Нивната благородна акција е инспирација и поттикнува нови волонтери, подготвени постојано да пружат помош, утеха, добар збор, понесени од универзалното чувство за солидарност, хуманост и емпатија. Токму затоа мене ми представува посебна чест што го примив медалот на Црвениот крст, кој се доделува за посебни заложби и соработка во остварувањето на мисијата на оваа најголема хуманитарна организација, и уште повеќе ми е чест и гордост што ја пополнив пристапницата и за волонтер и за член, за да бидам дел од благородниот волонтерски тим на Црвениот крст. На крајот, сакам да искористам оваа прилика да испратам порака до сите граѓани. Доколку сакате да бидете хумани, да помагате, да бидете солидарни, да спасувате човечки животи, доколку сакате да го доисполните својот живот со активизам, приклучете се на Црвениот крст. Благодарам.